ние представниците на големата Сенародна коалиција за спас на името и уставот на Република Македонија се обраќаме преку ова отворено писмо до вас со повик да се вразумите и добро да размислите како ќе гласате во парламентот. И на вас, и на нас ни е јасно дека македонскиот народ не поддржува вакво срамно и насилничко менување на името, бришење на асном, бришење на идентитетот и нашата културна и историска посебност. На референдумот народот си го кажа своето мислење и изрази став кој вие сте должни да го почитувате. На сите ни е јасно дека бевте изложени на притисок и закани кои не успеавте да ги издржите. Дел од вас беа пуштени од домашен притвор самиот ден кога требаше да се изгласа почетокот на процедурата. Тоа го нема никаде на друго место во цивилизираниот свет. Државата со овакво владение ни се претвори во пример за посмев и секаде сме посочувани како во наводници ненормална држава. Вие се уште имате можност да се издвоите и издигнете на сето ова. Со кого ќе се помируваш само во собранието? Со тие што сакат да избришат се што е македонско. Значи лажно е тоа помирување кој што го кажувате. Од тоа произлегува дека сакате само да се спасите, да ги избегнете тие кривични постапки. Не ни е лесно и на нас. Слушаме, сте имале и вие притисоци. Посетивме многу пратеници. Меѓутоа, сите тие излегува до сега и ние им го предадовме писмото. Ако не друго, излези барем да видиме дека си добра домакинка. Слушнавме, сте имале многу закани. И точно е, ги имаме сите информации. Еден дел веќе ни се документирани. Знаеме како ви се заканувале. Знаеме тој ден во собранието што се случувало. Знаеме дека биле тие белосветски битанги од американскиот амбасадор Бейли и тие што биле на телефонска линија Хан и Могерини. Цел ден сте биле заклучени, но не им се плашите. На пролет ќе има избори во Европа, во Европскиот парламент. Сите тие заминуваат. Доаѓаат десните партии, општа еуфорија во Европа. Сите овие соросоидни бандити заминуваат. Затоа издржете. Многу брзо ќе има претседателски избори. Сите вие неправедно прогонети ќе бидете слободни.